Четврток вечер, за или против, добро дојдовте со мене во овој ден и во овој термин секогаш за или против. И се надевам дека и вечерва ќе бидеме доволно интересни и во најмала рака ќе одговориме на најважните прашања со гостинот кој вечерва го имам спроти мене. Имено деновиве е актуелна една новина, едно ново тело би рекла или во институционална смисла ете орган, односно институција, затоа и дефинитивно ќе ни ги каже деталите вечерашниот гостин, така наречен ресурсен центар за поддршка на локалните самоуправи, што во суштина значи ова институција, зошто не можеше преку заедницата на единиците на локалната самоуправа, например, ваквата поддршка да се обезбеди, според тоа што практично ќе нуди овој ресурсен центар и зашто беше потребна одделна институција, што ќе добијат самите општини одделно, а што граѓаните пред и над се, и се разбира дека очекувано на овие прашања најточни, најдетални и најконкретни и специфични одговори може да ни даде министерот за локална самоуправа господинот Златко Перински. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на можноста. Што значи за општините, а што пред се за граѓаните е овој ресурсен центар? Па генерално, ако ја гледаме целата слика на политичко делување во Македонија, и централната власт и секако локалните самоуправи работат во интерес на граѓаните, да најдат механизми и можности што поише проекти да реализираат кои што соодветствуваат согласно нивните потреби. Во таа насока и се јави потреба да владата, централните институции преку Министерството за локална самоуправа го креира овој ресурсен центар кој што практично е еден инструмент институционализиран и инструмент кој што треба да ја обезбеди целата она кореспонденција или она мултисекторска, да речеме, работа во делот на спроведување на сите изворни надлежности на градоначалниците. Да, јасно ми е горе-долу, меѓутоа секако подетално ќе инсистирам да објасниме дали тоа значи шалтер на кој што ќе доаѓаат граѓани, дали пак значи исто така шалтер на кој што и самите градоначалници ќе дојдат и ќе речат: знаете како, мене ми треба помош, притисок за ова и ова да го спроведам, не можам, еве како што беше и примерот со наплатата на даноците кој што го самите го презентиравте и го дадовте како идеја, односно како пример за што ќе послужи на денот кога го отваравте центарот, но ајде пред тоа сакам зошто ова сето не можеше преку, например, ЗЕЛС да се реализира, зошто беше потребен посебен инструмент? Па генерално, ако направиме една ретроспектива или една анализа на, ајде да кажеме, предизвиците кои што ги имаат локалните самоуправи пред се градоначалниците и општинската администрација во делот на испорачување или одговарање на надлежностите кои што ги имаат, насушно беше потребно да се конструира еден инструмент, владин инструмент, кој што ќе биде пред се институционализиран, како што споменав, за да може да одговори полесно и поедноставно да ги реализира сите тие наталожени проблеми кои што стварно во изминатите години ги тиштат локалните самоуправи во делот на нивните секојдневни активности. Јас сум сигурен дека и ЗЕЛС ги има детерминирано овие, да речеме, потенцијални аномалии како проблеми. Ама нема механизми веројатно како да... Па знаете како, ЗЕЛС е заедница на единици на локална самоуправа, не е институционализирана единка во рамки на системот. Ние сакавме да понудиме едно системско решение кое што ќе може поедноставно да ги канализира сите овие предизвици, дали во делот на надминување на предизвиците со недостаток на човечки ресурси, дали во дел на канализирање на донаторски помоши и така натака и така натака. Значи, најголемите предизвици тука се јавува. Овој проект, овој ресурсен центар ќе биде еден институционализиран инструмент во рамки на владата, кој што многу поедноставно ќе се справува со сите овие наталожени предизвици. Покрај Министерството за локална самоуправа како носител на активноста, секако ресурсниот центар како проект ќе биде обврзан, практично тоа му и неговата главна задача, да има кореспонденција и соработка со и останатите ресори во рамки на владата, секако тука е и ЗЕЛС, секако тука се и локалните самоуправи, пред се и над се, затоа и е формиран. Не постои судир, значи, на нивните обврски и така натаму, меѓу други, едни меѓу други.
пластично и физички, да речеме како тоа изгледа. Дали каде е седиштето прво на ресурсниот центар? Вие споменавте клучно министерство се е вашето, но под капата на владата и така натаму. Значи каде му е седиштето? Понатаму хипотетички, еве јас сум градоначалник на некоја проблематична општина каде што е исклучителен предизвик на платата на даноците и што правам, каде се обраќам. Ајде преку ваков еден пример да објасниме наједноставно. Да. Мора да се потенцира дека секогаш кога започнувате некој нов проект, најнапред морате да почнете од основата, а тоа е да ги поставите основните елементи во дел на критериуми, во дел на статутарни одредби, во дел на правилници, во дел на креирање дополнителни критериуми за ангажмани на експертиза и така натака и така натака. Во моментот ресурсниот центар е во рамките на Министерството за локална самоуправа, на неговото поставување работат вработени кои што беа ангажирани во заедничкиот проект кој што го имавме со швајцарската амбасада, наречен одржлив, инклузивен, рамномерен регионален развој. Значи луѓето кои што се вработени во рамки на министерството практично ги поставуваат основните постулати на овој ресурсен центар како проект, секако поддржан од експертската јавност која што значително ни помага во дел на креирање на оние основи кои што ги споменав, како што се критериуми за ангажмани, критериуми за евалуација, критериуми за ангажирање, формирање на пулот на експерти, институционализирање, многу битен момент, на сите развиени алатки кои што би требале да придонесат кон попродуктивно работење на локалните самоуправи и секако во делот на регионалниот развој. Значи во моментот, да скратам, ресурсниот центар како проект, во моментот е како проект, се спроведува, како што споменав, преку заедничкиот проект кој што го работиме заедно со швајцарската амбасада, а веќе во 26-та година планираме истиот овој проект да го институционализираме во рамките на Министерството за локална самоуправа, каде што ќе има репрезентативен објект, каде што ќе има луѓе во кои што ќе бидат ангажирани, да речеме, да одговараат на дневните предизвици на градоначалниците и општинската администрација, така да се оди фазно, се соодветно поставено. Многу сум задоволен од првите резултати и првите испораки на продукти кои што ги даде овој центар и јас мислам дека имаме многу солидна основа само да го градиме овој проект. Што значи дека сте задоволен? Например, какви продукти се испорачани? Да речеме неколку да ни наброите, еве. Нема детали, ама Она што ако сакате можеме и во детали, како прв продукт и тоа највеќе го брзавме покрај воспоставувањето, да речеме, на основите на ресурсниот центар, беше подготовка на оној прирачник кој што е наменет за новоизбраните градоначалници. Зашто го брзавме ова? Заради тоа што сметавме дека оние кои што се за прв пат избрани од страна на граѓаните да представуваат некоја локална самоуправа, навистина би имале доста предизвици во транзицијата на власт. Видете, градоначалничката функција е многу одговорна функција, опфаќа повеќе од 65 закони. Навистина е обемна материјата која што како одговорност ја превзима на себе новоизбраниот градоначалник и сметавме дека треба да му дадеме еден документ кој што ќе биде, би го нарекол и практикум, кој што ќе му овозможи со многу практични, едноставни примери и концизни примери што би требало да направи при транзицијата на власт во првите 10 дена. Добро. Кои документи да ги побара од старото раководство? Финансиски пресеци на реализирани проекти, доспеани, недоспеани обврски, јавни набавки, институции во рамки на општината како образовни институции и така натака и така натака. Потоа што треба да направи од 30-тиот до 100-тиот ден? Зборам, ова е, верувајте ми, премногу битно и значено за некој кој што можеби прв пат се соочува со јавната администрација, да речем. Имаме секакви профили на новоизбрани. На крајот повторно трпат граѓани тако нештото не се испорачува како што треба, а полесно е кога има водилка или водеч никаков. Апсолутно. Да, особено за тие кои прв пат седнуваат. Точно, тоа ни беше еден императив, вака и еден мотив да побрзаме со продуктите. Вториот продукт кој што го развивме заедно со Државниот завод за ревизија. Зашто? Заради тоа што се извинувам, во изминатите 10 години скоро сите државни ревизии кои што оваа институција ги има направено, продуцираат негативни наоди за работењето на локалните самоуправи. Да, така. За жал, и ние сметавме дека треба да им дадеме еден прирачник на локалните самоуправи. Ова повеќе можеби е насочено кон општинската администрација отколку кон градоначалникот, но сепак мислевме дека и тука треба да дадеме дополнителен инпут. Како истите наедноставно и
практично и продуктивно можат за најкратко време да се надминат. И тој документ е исто така готов. Направивме и малце по-обемна или по-проширена верзија, ајде да кажеме, од овој втор прирачник кој што го работевме заедно со Државниот завод за ревизија. И во него се опишани сите членови од сите повеќе од 65 закони, кои што како изворни надлежности ги тангираат градоначалниците, за да им ја поедноставиме секојдневната оперативна работа во рамки на нивната институција. Значи, навистина е многу, како да кажам, конфузно некој да може да ги знае напамет сите 65-67 или пак да губи време да ги чита закони, и да ги... Апсолутно, затоа реков, може би повеќе овие два документи беа фокусирани во делот на општинската администрација, но секако ќе бидат и на користи на градоначалниците. Овој вториот, пообемниот документ кој што е веќе на може би повеќе од 350 страни, постојано ќе се апдейтува заради тоа што законите не траат вечно, тие се променливи, се менуваат и така натака, како ќе се менуваат законите, така ние ќе го апдейтираме и овој документ. Значи, суштината ми беше да многу кратко време помина од завршувањето на локалните избори. Сакавме да ги имаме овие продукти за да подадеме рака пред се на новоизбраните градоначалници, за да на здрава основа, ајде да кажам, го почнат својот мандат и на здрава основа потоа да имаат можност да си ги реализираат своите програмски определби кои што ги имаат ветено пред граѓаните, и јас навистина сум презадоволен од она што досега го испорачуваме. Доколку ми дозволите само уште една минута накратко ќе се потрудам. Минатата недела ми се чини дека веќе го објавивме и оглас, јавниот повик за пројавување на интерес од страна на експертската јавност за полнење на онаа база на експерти. Тоа е многу интересна работа. Тоа е одлична работа, исто така е за поздрав. Тоа е исто во рамки на ресурсниот центар. Све оди преку ресурсниот центар и ќе ви кажам потоа и зошто. При оние средби во караванот кој што го нарековме каде што срцето е дома, при секојдневната комуникација со градоначалниците, општинската администрација, со советите и така натака, како главна потреба на локалните самоуправи беше можеби поголемата потреба од експертиза за спроведување на изворните надлежности на градоначалниците. Во таа насока, јавниот повик треба да ни овозможи полнење на една база на експерти од сите области, од сите изворни надлежности на градоначалниците, кои што им се ставаат на располагање на локалните самоуправи согласно нивната потреба. Да бидам по-практичен и по-разбирлив, доколку една општина има проблем да реализира некаква активност од полето на урбанизмот. Добро. Може да се обрати во ресурсниот центар, согласно строго утврдени критериуми кои што веќе ни се готови, да најдеме најсоодветен профил кој што соодветствува за таа проблематика, физички да го испорачаме, ангажираме човекот, експертот, да го дадеме на локалната самоуправа, согласно потребата или согласно обемот на работата, во толку и толку денови да пренесе знаење, да дисперзира знаење, да направи некоја обука и така натака, да на крај на ден да го реши проблемот и тоа да им биде ставено на располагање на локалните самоуправи free of charge. Тоест, апсолутно бесплатно. Искрено се радувам за една ваква иницијатива и што конечно се прави ова, можеби е срамота вака наедноставно кажано да се радувам како граѓанин или жител на дадена општина, меѓутоа еве досега никој не се сетил вакво нешто да направи, ова и повеќе од важно. Ме интересира колку е интересот и волјата на точно овие, имате ли информација експерти, free of charge да стојат во еден таков регистар. Оти нели имаме ние купиште експерти кои не замерувам што си го ценат, се разбира трудот, тоа така треба и да биде, но во име и за интерес на државата треба и да се помогне во дадена ситуација. Колку имаат волја и се расположени да стојат без да им бараат надокнада во овој регистар? Она што можеби не се изразив доволно јасно, ангажманот на експертите ќе се плаќа по учинок. Добро, значи сепак ќе се плаќа, да не бидеме погрешно сватени. Да, но нема да го плаќаат општините, туку ние ќе си го покриваме од средствата кои што се предвидени во рамки на ресурсниот центар. Тоа е основата.
Она што сакам јас како апел да го упатам, до сите оние заинтересирани познавачи на локалната проблематика, на регионалниот развој и така натака, слободно нека искористат можноста да аплицираат по електронски пат на сајтот на Министерството за локална самоуправа, затоа што повеќе експерти имаме во овој базен од експерти, кој што ќе им биде ставен на располагање на општините, на тој начин ќе решиме што е можно повеќе проблеми. Еве повик јавен и апел од вас до сите, оние кои се експерти во специфични, па и во секакви општи политички социјални работи, без разлика да на веб страната на Министерството за локална самоуправа го отворат линкот на повикот кој што е активен, како што рековте, и да се впишат практично во базата. Не знам дали споменав, и е валиден до 15 декември. Зашто тргнавме во реализација на еден ваков проект? Што морам да кажаме основата покрај тоа што сметавме и цврсто сме убедени дека како влада моравме да имаме еден ваков проект кој што ќе биде и понатака институционализиран, системски и кој што ќе трае. Во минатото практично ќе дадам неколку објаснувања преку примери. Многу пријателски амбасади, многу донаторски заедници дале сериозно големи суми на средства за имплементација, да речеме, на процес на дигитализација на локални услуги. Што во суштина се случува? Една донаторска заедница дава средства за дигитализација, ја имплементира преку една имплементаторска агенција, не би одел со имиња да не би бил погрешно сватен. Друга донаторска амбасада, пријателска амбасада донира средства за истата област, добро, се имплементира преку друга имплементаторска агенција. Овие два проекти меѓусебно не комуницираат. Ама како е можно тоа? И јас се прашав како е можно тоа, но кога ќе го вратам клопчето наназад, све ми е јасно како е можно тоа. Да, немало воопшто цел да се дигитализира општината, очигледно била друга цел. Поентата е, ние како држава се срамиме пред овие пријателски земји. Тоа е првиот момент. Вториот момент е што немаме след на нешта. Значи, истите овие пријателски земји до ден денес ни се пријатели. До ден денес се трудат да ни помогнат на нас како држава, одвојувајќи пари од нивните даночни врзници, не од нашите. Од нивните даночни врзници. И се срамиме пред истиве. Па, ефектот или минимален или го нема. И затоа рековме дека ресурсниот центар ќе биде една контакт точка за сите наталожени проблеми, кои што ќе се судираат на едно место со сите понудени решенија од страна на експертската јавност, ќе ги канализира сите донаторски средства за да има след на нешта, тоест средствата кои што доаѓаат од донаторската заедница да се надоградуваат едни со други, за да има тек на нештата, значи проектите само да растат и да се развиваат, никогаш да не застануваат. И последниот момент, во минатото немавме механизам на институционализација на сите оние алатки кои што дали преку донаторски средства, дали преку средства од сопствениот буџет, како алатки сме ги развиле. Да речем, фондот за техничка документација, кој што исто така се реализира со донаторски средства, кој што би требало на општините да им финансира продукција на проектни документации. Добра. Во моментот лебди. Истиот тој ќе го канализираме преку ресурсниот центар и ќе го институционализираме еднаш за секогаш. Значи тоа било некаков си проект, функционирал тогаш додека траеле донаторските средства приливот и после тоа завршува приказната. Се уште функционира, но е во последната година. Што во годината после неа? Тоа е само еден пример, не би сакал да одам понатак. Затоа фокусот на оваа влада е да има системски пристап кон решавање на проблемите. И самоодржливост на овој ресурсен центар да се обезбеди. Да има и одржливост, да има придонеси од централниот буџет, но и оние кои што се донаторски средства да бидат канализирани согласно потребите на државата. Сите донатори, главниот фокус им се решавање и надминување на проблемите и предизвиците на државата. Луѓето се расположени да дадат, амбасадите се расположени да помогнат, ние треба да го најдеме најдобриот механизам како сето тоа да го
канализираме најпродуктивно. И тоа ќе го направиме преку овој проект. Најдобриот механизам е пред се да има волја и љубов кон државата и кон општината, а потоа експертизата веројатно е вториот момент или фазата и третото е истрајноста, постојаноста, нешто што досега не го видовме во политичките волји или неволји, како и да е. Искрено верувам во, а и граѓаните веруваат во вашата новина како актуелна власт, затоа и поддршката ви е дадена и сега времето треба да работи за вас, а вие да го искористите. Што се оние коментари главно опозицијски, дека ова ќе биде уште еден инструмент или институција каде ќе се вдомат некои партиско-политички луѓе од списоци за вработување и така натаму, а нема да биде реална намерата да се остварат сите овие работи или ентузијастички цели кои навистина се потребни и повеќе од потребни, за кои досега зборувавте, и во насока на тоа колку луѓе вработени има сега и колку ќе има, еве како ви е тоа планирано. Значи два аспекти, едно е како им одговарате на овие провокации, а второ колку луѓе има вработено внатре. Знаете како во отсуство на идеја, во отсуство на реализација, во отсуство на спроведување на проектна основа, најверојатно се користи некој политички моментум, па ете едноставно да се нападне некое според мене многу продуктивно решение. Јас ова не го правам за мене, не го правам за Министерството за локална самоуправа, не го правам за владата, јас ова го правам за потребите на градоначалниците. Во суштина, оној пул на експерти е максимално отворен, широк и транспарентен да ги прими сите оние заинтересирани кои што сакаат да придонесат за да им се надминат проблемите на градоначалниците и на општинските администрации. Ангажманот во делот на воспоставување на ресурсниот центар и така натака, како што кажав, сега во моментот го работат вработени во рамки на Министерството за локална самоуправа, кои што имале прилика да работат и во проектот кој што го реализираме заедно со швајцарската амбасада, заради тоа што таму имаат научено ноу-хау како треба да спроведуваат процеси и така натака. Доколку се јави потреба да имаме проектен тим во рамки на реализација на ресурсниот центар во иднина, секако тоа ќе го разговараме заедно со донаторот и ќе го реализираме согласно нивни одобрувања, затоа што на крај на денот, покрај буџетските средства кои што ги имаме на располагање, се средства и од нивните даночни обврзници. Но не би сакал суштината да ни избега заради политички, ајде да кажеме, неосновани обвинувања. Овој ресурсен центар не е креиран за вработување. Овој ресурсен центар не е креиран за да задоволува нечии суети во рамки на централните институции, како што реков. Овој ресурсен центар е креиран за да одговори на потребите на градоначалниците, на локалните самоуправи, за они да можат посоодветно да ги надминуваат проблемите на граѓаните. Апсолутно така е. И да се надеваме дека така ќе делува на крајот и ќе постигне вистинската цел на промоцијата, и неколку пати вечерва споменуваме швајцарската влада, односно донацијата. Македонија е често споредувана практично со Швајцарија по принцип на мултиетничкиот состав на некој начин, но никако да успееме да допреме до системската брилјантна поставеност на таа земја. Се уште сме wannabe, што би рекле тинеџерите. Швајцарија на Балканот, како и да е. Како во еден таков амбиент би можеле да ги принудиме неплаќачите на даноци, она што како пример го дадовте тој ден кога се отвараше центарот? Значи, како можеме во една ваква констелација на односи, општествени вредности кои се уништени, повредени, закопани и треба да се вратат, значи во одредени општини конечно да почнат да се исполнуваат обврските, да се ги исполнуваат обврските даночните обврзници. Како? Видете, Македонија има едностепен систем на локално управување и јас мислам дека е многу соодветно поставен согласно потребите и можностите на овој систем, да речем, и на граѓаните кои што сите живееме и твориме во оваа држава. Проблемот со наплаќањето или не наплаќањето на даноците по мене е една друга тема, која што е навистина многу сериозна и многу е соодветно прашањето како да се надмине. Исто во рамки на овој ресурсен центар, како влада, превземавме обврска, почнувајќи од 26-та година, да направиме една анализа, заедно со локалните самоуправи, да ги прашаме
кои локални самоуправи сакаат да се вклучат во еден механизам кој што ќе им обезбеди ажурирање на базите на даночни обврзници. Ова не знам по кој пат го кажувам во јавност, но е многу симптоматично. Во минатото, од страна на централните влади се дава средства од централен буџет за субституирање или покривање на загуби на локалните самоуправи, со што директно се стимулираше неработење. Зошто? Заради тоа што ако направиме ретроспектива, ќе видиме дека секогаш едни исти општини се постојани загубари. При тоа имајќи во предвид дека сите општини и сите чинители во јавниот политички живот работат по исти закони. Значи, од една страна, и во овие услови имаме општини кои што собираат 100% од сопствените извори на финансирање, но имаме и општини кои што 10 години не издале ниту едно даночно решение. Обично овие вториве се најгласни дека немаат средства за да си ги реализираат сопствените изворни надлежности. На крај на денот и логично е да немате средства ако вие не си го искористувате сопствениот потенцијал. Затоа ние како држава, како влада, решивме по, еве да речеме, на трет постулат да им помогнеме на локалните самоуправи. Добро. Ние централно да ги ажурираме базите на даночни обврзници, истите да им ги ставиме ажурирани на располагање на локалните самоуправи, процес кој што е сериозно голем и кој што најверојатно ќе трае 3 години, но го почнуваме од 26-та година, и со тоа сме убедени дека локалните самоуправи ќе колектираат многу поголеми финансиски средства кои што пак ќе им дадат финансиска независност во делот на реализација и имплементација на проектите. За илустрација, се е тоа врзан систем така. Така е. За илустрација, на годишна основа, според нашите проценки, локалните самоуправи губат од 100 до 120 милиони евра заради тоа што несоодветно ги собираат сопствените извори на финансирање. И овој податок не знам по кој пат го соопштувам во јавноста, но мене ме боли зашто е така. Ние со првиот јавен повик, каде што дисперзиравме од централен буџет приближно 4,5 милиарди денари, реализиравме 288 проекти. Рачунајте дека општините на годишна основа губат 288 проекти, заради тоа што немаат ажурирано бази на даночни обврзници, заради тоа што несоодветно колектираат даноци и така натака и така натака. Ние тоа ќе го направиме како држава. Сит, бидејќи не можеме оваа обврска да ја наметнеме на општините, тука е процесот на децентрализација многу јасен, самите си се одговорни за оваа тема. Сите оние кои што нема да сакаат да учествуваат во овој проект, државата да им ги ажурира базите на даночни обврзници. Логично е во иднина да не го исполнуваат критериумот за добивање на помош од централниот буџет, заради тоа што не може некој да работи соодветно да постапува согласно своите обврски, а некој постојано да се жали дека нема пари и при тоа да не прави ништо по тоа прашање и при тоа да не ја искористи помошта која што е ставена на располагање од страна на владата. Во една ваква цела ситуација, веројатно точните механизми за ова што го зборувате како би се спроведувало, можеби постојат во одредена форма и во актуелниот закон, меѓутоа сигурно се прецизно дефинирани во новиот закон за локална самоуправа, кој што се очекува да биде донесен, бидејќи, односно изгласан, бидејќи ги помина сите процедури со Браниски колку што се сеќавам и повеќе пати на тема Баден Терес споменуван токму и тој. Иако малку ми е нејасно ако станува збор за закон кој што навистина ќе значи за самите граѓани многу. Вие бевте многу ентузијасти, верувавте дека и предлокалните ќе се донесе, меѓутоа тоа не беше така. Каде е проблематичната клучна точка, зошто не се носи закон? Кој многу ќе значи во оваа цела ваша енергија која што е? Сакам уште малце да се вратиме на овие изминати 5-16 месеци, за да уште еднаш потврдам дека навистина имавме системски пристап во решавање и надминување на сите предизвици. Зашто? Кога ја преземавме владата, свативме дека општините имаат зрели и готови проекти, им фалат финансиски средства за да ги имплементираат. Проекти кои што беа исклучиво насочени кон подобрување на инфраструктура. Нешто што е основна потреба на било кој граѓанин, на нас, на вас и на сите овде во студиото. Во таа насока предвидовме интервентна мерка и реализиравме финансиски средства преку првиот и вториот јавен повик за да се надминат најакутните проблеми. Детерминиравме слабости во делот на Законот за локална самоуправа, кој што е законско решение постаро од 20 години. Интервенираме.
Детерминираме слабост во делот на ажурирани бази на даночни обврзници. Интервенираме. Детерминираме слабост во делот на немање соодветна дигитализација во насока на испорака на локални услуги кон граѓаните. Заедно со Министерството за дигитализација тука постапуваме. Значи, сето она што како аномалија е детерминирано, сето тоа е веќе во почетна фаза на имплементација. Дел од овие работи се веќе во сериозно напредна фаза на имплементација за само 15-17 месеци, и јас сум посебно горд на овие работи, без разлика колку опозицијските партии да сакаат да сето ова го негираат. Ова се факти и аргументи. Да, неважни се во случајот кога има реализација, кога се гледа и видливост, неважно е кој што мисли. Апсолутно. Едната алатка, едниот чекор кој што го направивме беше ова што го споменавте вие, тоа е законот за предлог измените на законот за локална самоуправа, кој што ги водевме преку многу инклузивен процес кој што траеше повеќе од 6 месеци. Средби со сите градоначалници, средби со сите советници, средби со сите општински административци, средби со невладин сектор, средби во собрание, за кој што не сме имале обврска да ги правиме. Јас лично сум бил да разговарам со сите координатори на пратенички групи во рамки на собранието, за да им ги објаснам и за да ги слушнам нивните потреби. Можеби нешто сме превиделе. Ако нешто кажа преку амандман, нешто да се имплементира дополнително, ние бевме отворени сето тоа да го имплементираме. Во суштина, и сите амандмани кои што дојдоа, стигнаа до нас, бидејќи 30 дена беше законот објавен на ЕНЕР, она што беше апликативно во системски закон, све прифативме. Буквално све. Она што не беше... немаше критики, реално некакви гласни дека... Апсолутно немаше. Она што не беше апликативно во системски закон, јас лично, пред сите чинители во политичкиот живот, дури и пред невладините организации, земав обврска. Кога ќе дојде имплементација или промена на останатите закони каде што треба да се вметнат овие амандмани кои што не беа својствени да ги имплементираме во системско решение, да ги презентирам во нивно име пред колегите во рамки на владата. Токму затоа јас бев, ајде да кажеме, еден ентузијаст дека законот ќе се донесе едногласно во рамките на парламентот од која ги завршивме сите овие процедури. И уште една работа само за крај ќе споменам. Мислам дека ВМРО-ДПМН и коалицијата се надмина себе си со нудење на едни вакви предлог измени на законот за локална самоуправа, и мајки во предвид дека кога ги креиравме овие предлог измени, ВМРО-ДПМН имаше 42 градоначалници со известност дека после локалните избори ќе има многу повеќе. Ќе бидам многу прецизен, после локалните избори ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат 66 градоначалници. Законот е заглавен во собрание и не поминува заради опозицијските пратеници предводени од ДУИ и СДСМ, кои што имаат 6 и 4 градоначалници. А една од основните реформи, клучни, круцијални реформи, е можноста за воведување на директна демократија на локално ниво, тоест можноста за референдумски отповик за градоначалник. Најдете ми ја логиката. Да. Зашто не се усвојува? И како во одложување, односно практично невоведување на референдумско изјаснување, бидејќи не може да помине законот, што е со воведувањето на комунални редари, тука да го искористам овој дел, бидејќи нема ли поинаков начин да се спроведе оваа новина, оваа најава, додека го чекаме гласањето на закон? Знаете како, комуналните активности или одговорности. Знаеме што ни се случуваше, нели, меѓу двата циклуси. Апсолутно. На локално ниво се веќе препознаени во рамките на законот за локална самоуправа, во законот за град Скопје како лек специјалис за град Скопје, во законот за комунални дејности и во законот за јавна чистота. Она што ние сакавме да го промениме во законот за локална самоуправа е во членот 22, во изворните надлежности на градоначалникот, да ставиме обврска комуналната редарска служба да биде систематизирана во рамки на систематизациите на сите локални самоуправи без исклучок. Доколку се случат овие предлог измени, ќе имаме една нова слика на систематизациите во рамки на локалните самоуправи и таа нова слика ќе генерира обврска на градоначалниците да истата ја спроведуваат во дел на комуналниот редарски надзор на нивната општина. Кога ова решение ќе го препознаете во системски закон, многу полесно
нам ќе ни биде да интервенираме во сите оние останати материјални закони, како што се Законот за јавна чистота, како што ги споменав, и Законот за комунални дејности. Тие два закони се во ингеренции на Министерството за транспорт. Ние бевме во постојана комуникација со мојот колега Николовски во делот на потенцијални измени и во тие два закони, за да пред се превенираме девијантни однесувања. Зашто не ни е нас идејата да воведуваме ние репресивна политика. Но и како ни е идејата да превенираме девијантни однесувања на мала група на граѓани на штета на сите граѓани во општината. Така е, апсолутно, и тоа мора И тоа беше суштината за таа предлог измена во делот на Законот за локална самоуправа за воведување на комунален редар. Инаку, и сега може општината да воведе комунален редар, но нема обврска. И сега може комуналниот редар да излезе да издаде парична казна. Но таа е на висина од 50 евра. И сега замислете, како ние ќе превенираме девијантно однесување на урбана опрема која што чини 1.000.000 евра, хипотетички кажано, со мандатна казна од 50 евра, доколку ја плати за 7 дена 25 евра. Така е, се сложувам, нема логика никаква. Да. И сега, кога ќе го земете таа цела пропорција, да речеме, ајде на, може би грубо ќе звучам, на нелогичности, добро, ние сакавме системски да делуваме. И не отстапуваме ние од ова. Законот е во собрание. Јас ќе дадам се од себе. Се она што е во моја моќ да повторно разговарам со сите чинители. Ова е добро за сите нас, како граѓани. Ние конечно мора никако да се освестиме, разбудиме генерално како политичка култура и да разбираме што е национален интерес, што е надпартиски интерес, ама очигледно е дека не престануваат тие можности на притисоци, правење преку партиски други варијанти, па условување и така натаму, особено кога станува збор за ДУИ и СДСМ сме често гледале вакви некакви ситуации. Уште едно сакавте да дополните? Видете, сакав да дополнам затоа што навистина ми е и мене нејасно, вака имам прашални во глава. Да слушнав било каков конструктивен аргумент. Да речеме предлог. Јас со две раце ќе го прифатев. Мислам, навистина не го креираме ова на ниво на влада за нас. Ако сакаме да креираме систем, во тој систем мораме да сватиме дека сите имаме одговорности. Толку само сакав да додам. Така е, апсолутно, и да поаѓаме од себе си во не само давање груби забелешки, туку аргументирање на исти тако воопшто ги има, ама да не држиме лекции за филозофско добро однесување, генерално ве разбра луѓето што сакате да кажете и јасна е задачата. Ќе имам уште неколку политички прашања, сакам да ви ги поставам до крајот, ќе правиме пауза за реклами, ама пред истата. На тема го спомнавте кредитот и реализацијата, готовите проекти за кои пари немале и слично, и пак сега опозицијата ве обвинува, односно поточно СДСМ, дека апсолутно тотално фијаско реализирањето на парите од унгарскиот кредит во општините, односно дека граѓаните веќе ги плаќаат каматите, а не се гледаат проектите во таа смисла. Ајде, кои се видливите проекти кои се реализирани на база на оваа инекција финансиска? Како министар, дали сте задоволен со она што го реализираат општините и врз база се разбира на апликациите со кои конкурирале за да ги добијат парите? Ајде вака, ќе се обидам наједноставно за гледачите да објаснам. Прво, имплементацијата на проектите од првиот и вториот јавен повик треба да ја гледаме од два постулати. Првиот постулат е изведбен, имплементација и реализација на терен. Вториот постулат е финансиски. Колку од средствата се имплементирани. Добра. Во првиот, ќе потсетам, во првиот јавен повик имавме 288 проекти кои што ги финансираме како држава. Преку 6 ресори, да не обременувам јавноста, веќе е познатото. Во вториот јавен повик имаме 828 проекти кои што се земени во финансирање. Од првиот јавен повик, од 288, 193 комплетно се завршени. Само 6 се уште не се воведени во работа. Останатите се сите во завршна фаза. Јас морам да објаснам дека таму имавме проекти кои што по габарит се многу сериозни или им треба подолго време за реализација и имплементација, бидејќи имавме проекти кои што беа во вредност од 1.000.000 денари,
но имавме и проекти кои што беа повеќе од 150 милиони денари. Добро. Логично е за поголемите да треба да има поголемо време за реализација. Тоа е моментот на имплементација за првиот јавен повик. И јас после овие бројки не можам да бидам незадоволен. Така е. Во вториот јавен повик, од 828 проекти, повик кој што го објавивме оваа година, повик кој што го реализиравме пред локалните избори и повик кој што беше обременет од спроведување и реализација за време на локалните избори. Од 828 проекти, 549 се со склучени договори. Добра. Тоа е за секоја почит и пофалба за градоначалниците и за општинските администрации. Значи, оние од кога сме го завршиле повикот, од кога сме склучиле договори, во тој краток период до почнување на изборната кампања, направиле промена во нивните планови и програми, Добра. направиле ребаланси во рамки на општинските совети и ги реализирале и тендерирале активностите. Значи, од 828, повторувам, 549 се веќе со склучени договори и во фаза на имплементација. Повторно ќе кажам, не можете да не бидете задоволен од имплементацијата на терен. Значи, тоа е едниот момент. Сега да го земеме финансискиот момент. Во првиот јавен повик, од приближно 4,5 милиарди денари, финансиската реализација е на ниво на 48%. Добра. Јас, повторно ќе кажам, и од оваа бројка не можеме да не сме задоволни. Согласно фазите на реализација Апсолутно. на градбите, односно воопшто. Апсолутно. Сега, опозицијата секогаш ќе најде момент и причина за критика, но топло и препорачувам да поминат на местата каде што се реализира, да речеме, некој пат. Ама јавни се овие работи, тие можат и да видат, да имаат овие дода да видат. Апсолутно. Каде што се реализира некој водовод на луѓе кои што немале никогаш водовод или никогаш канализација во нивните населени места, а при тоа живеат, општат. Сега, ако сметате дека тоа за држава не е приоритет, да вие инфраструктурно им помогнете на луѓето, да ја добијат основата, базата за општење, за нивно функционирање секојдневно, мислам дека треба да се погледаат во огледало и да се прашаат дали е окей ова што го правиме. Добро е што детално и во бројки прецизно ги откривте сите овие работи. Се надевам дека овие бројки ќе бидат барем двојно поголеми на следното ваше доаѓање за многу релативно брзо време. Ако нема што да се додаде на оваа тема, би правеле куса пауза за реклами, потоа имаме уште неколку политички прашања. Почитувани, не го менувајте каналот, за кусо време се враќаме назад. Добре дојдовте назад, дискутираме со министерот вечерва за локална самоуправа. Иницијалната тема беше ресурсниот центар за поддршка на општините, кој што индиректно значи подобар живот за жителите на секоја една општина, па детално го објаснивме во првиот дел од емисијата начинот на кој што ќе ги сервисира практично локалните самоуправи овој ресурсен центар. Најавив политички теми, но сум го изумила ова прашање во сценариото, министре, кога сме на тема обвинувањата од СДСМ, кои лично не сакам да ги пренагласувам генерално, освен ако се издржани. Во овој случај сепак морам да ве прашам, СДСМ смета дека заради кредитот од Унгарија Македонија станува зависна практично од Унгарија и колку реално и дека е тоа на штета на нашиот евроинтегративен пат. Еве како ова вие го гледате и дали така се доживува во секојдневните контакти со Брисел што вие како ресор ги имате, например. И тука мора да се нагласи исто така исклучивиот позитивен наратив токму на Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Македонија, баш за вашиот ресор, имаше забелешки за други, но во вашиот ресор се виде една позитивна оценка. Да речеме, и тоа вреди да биде нагласено. Така е. Повторно се враќаме на оние, ајде да ги кажеме, козметички обвинувања. Економскиот суверенитет и напредок на една држава не може да се базира на основа на тоа од која земја доаѓа финансиската помош или интервенција и така натака и така натака. Во суштина треба да се базира што и како владата со тие средства
кои што во тој момент беа најевтини, најповолни за оваа држава, прави, гради и реализира. Ако земеме да анализираме, од унгарскиот кредит, половина од тој кредит вративме стара обврска на државата, половина од тој кредит се финансира општините во вториот јавен повик и четвртина од тој кредит се финансира општините преку вториот јавен повик и четвртина од овој заем унгарски отиде во помош и поддршка со најевтини можни каматни стапки за македонските компании. Сето тоа сакале опозицијските пратеници и политичари или не, директно или индиректно ќе влијае на зголемување на бруто домашниот производ на Македонија. Тоа е оној момент на, како да повторно ќе го кажам, економски суверенитет на една држава. Значи не е битно од каде доаѓа финансискиот заем. Битно е како владата креира мерки, политики и ги реализира тие средства. Така да, апсолутно не можам да се согласам со тезата дека ние сме финансиски зависни од, во случајот, Република Унгарија, која што можам да кажам дека во тој период навистина ни понуди еден кредит по многу поволни услови. Ни беше и повеќе од потребен, тоа е за жал вистината, меѓутоа е така. Немавме баш буџет со кој што можеме да сме среќни самостојно и финансиски во даден момент способни да ги реализираме и покриваме сите направени дупки на база на сметањето на државата и нејзината каса како сопствен джеп на одредени гарнитури, но затоа јасно ни е се да не се навраќаме во... Во делот на извештајот на Европската комисија, кој што беше насочен за локалниот и регионалниот развој, каде што мојот ресор е одговорен, јас сум многу среќен што е деклариран напредок, споредбено со извештајот од минатата година. Добро. Поготово во делот на обновување и поново воспоставување на диалог помеѓу централната и локалната власт. Во самиот извештај се нотирани позитивни зборови за предлог измените на Законот за локална самоуправа. Што е многу важно исто така. Апсолутно. Во насока на тоа, дури стои и дека истиот е во собрание на усвојување, но се уште, за жал, не е усвоен. Во делот на рекомпонирање на акцискиот план за спроведување на програмата, во делот на пројавување или будење на политичка зрелост, воведување на локална демократија, продлабочување и интензивирање на комуникација, како што споменав, и реобновување на процеси помеѓу централната и локалната власт во насока на зголемување на квалитетот на граѓаните на Република Македонија. Јас сум навистина задоволен што за многу релативно кратко време успеавме да генерираме процеси, како што споменавме. Во еден баш комплициран ресор како вашиот. Апсолутно. И истите бидат, ајде да кажеме, препознаени од страна на Европската комисија и преточени во овој извештај. Инаку имаме уште многу за работа, тоа морам да го признавам. Навистина предизвиците и на локално и на регионално ниво се големи. Големи се, така. Но од она што го имаме зацртано како ресор и како влада, верувајте, не отстапуваме заради тоа што знаеме дека нудиме системски решенија и системски одговори на сите проблеми. И искрено е да се нагласува постојано дека е важно да работите и не отстапувате, меѓутоа дека брзи резултати не се можни, особено кога се работи за децениско копање на вистинските вредности и на оној здрав пат за напредок на едно општество кој што не се негувал низ годините наназад. Ајде само уште неколку прашања имаме, мислам дека уште некои, па и немаме веќе време, значи ни остануваат малку минути. Вашето име не се сврте меѓу оние шпекулации на тема кои од ресорите, односно шефовите на ресори би биле дел од таа реконструкција или би биле опфатени. Не е добро да кажеме предмет на реконструкција, бидејќи вие сте сите личности, како и да е. Се споменуваш името на министерот Панче Тошковски, тој самиот деновиве рече дека има многу проекти кои допрва треба да ги реализира. Ако тоа индиректно се разбере, значи дека нема
нема да е дел од реконструкцијата, името на министерката Весна Јаневска, на Азир Алиу, за кој лично самиот премиер се произнесе. Вашето име не е меѓу. Стрепите ли можеби дека ќе бидете дел од таа некоја пролетна промена внатре во ресорите, или те си сигурен дека останувате тука на ова кормило? Па, мислам дека треба да почекаме времето да си го каже своето. Она што јас како чинител, еден од колегите од министрите во рамки на владата, верувам и сите останати, согласно нивниот перформанс и работење, го даваат својот максимум за да направат проект повеќе, да реализираат нешто повеќе за подобро на цела држава. Јас сум навистина растеретен по тоа прашање. Максимално сум фокусиран за одговорноста која што во моментот ми е дадена. Се надевам дека е препознаена, дека се гледа, дека почнуваат да се менуваат работите во делот на локален и регионален развој. Да видиме, нека помине конгресот кој што не очекува за неколку дена. Се надевам дека после него ќе се искристализираат и одредени стратешки одлуки во дел на... Што очекувате вие од конгресот? Што би било... Ева, кои се вашите очекувања? Генерално, ВМРО ДПМН во изминатиот период докажа дека може да носи сериозно реформски одлуки кои што би требале да го подобрат секојдневието на сите наши граѓани. Во таа насока јас очекувам дека ќе излезе и стратешки документ од конгресот кој што ќе биде постулат за делувањето на партијата во иднина, а секако и на делувањето на владата во иднина, заради тоа што ВМРО ДПМН е со коалицијата, практично и ја предводи нели владата. Генерално очекувам заложби од сите чинители и на партиско и на владино ниво, со уште поголем ентузијазам и елан да се влезе во периодот кој што ќе следи, затоа што од една страна финансиската стабилност или ајде да кажеме финансиската консолидација би требало да заврши кон крајот на 26-та година, и јас сум се повеќе и повеќе убеден дека македонските граѓани навистина ги во годините кои што ќе следат ги очекува еден инвестициски бум на било кое ниво, без разлика дали е за централно или на локално ниво, и навистина очекувам една како да кажам, интензивна политика во насока на водење на процесите и во делот на приближување кон Европската унија и во делот на реализација и имплементација на владината програма. Ова 2026 во однос на стабилизацијата се совпаѓа со роковите кои ги постави точно во ова студио и министерката за финансии, па и тоа е некоја позитивна насока која е оптимистичко сценарио. Уште само едно прашање, видливо е во меѓувреме преминувањето на одредени функционери кои сме ги гледале приближно блиску, или да ни речем како десна рака во дадени моменти на Дуи, на Ахмети, и сега се одеднаш во вреди, па дури и ги гледаме како движат кон извршната власт, се трудат да се имплементираат, ако е правиот збор. Мислите дека ова некако може негативно да се одрази врз владата, или вистински верувате дека овие некогашни фактори во Дуи сега преселени во вреди вистински се само внатре реформирани, па да можеме да им веруваме како граѓани дека нема да ги тераат истите погубни политики, туку дека е некакво освежување? Мислам дека јасна ми е тезата, но мислам дека кредибилитетот на оваа влада не може да го определуваат партиски трансфери или лични трансфери на одредени политички чинители во рамки на политичкиот живот на Република Македонија. На крај на денот тоа е нивна лична одлука, нивно лично право во која насока би сакале да го продолжат својот политички активизам, и мислам дека не е соодветно да коментирам таа одлука. Она што го дава политичкиот кредибилитет на оваа влада е тоа како институциите во рамки на оваа влада се позиционирани согласно потребите на граѓаните, какви мерки се реализираат, какви проекти испорачуваме кон граѓаните, на кој начин се соочуваме со предизвиците на дневна основа, а ќе ве потсетам, беа огромни кога ја превземавме владата. Мислам дека нема некој кој што прати политика или кој што е чинител, еве да речеме, во општествениот живот во рамки на Македонија, да не беше свесен дека системот беше дерогиран
до ниво на сите да сме некако жртви на системот. Практично во секојдневните услуги. Еве да кажеме дека системот беше доведен до ниво на инерција. Да. Сам по себе доди, купи ден продај. Мислам дека за многу кратко време и во дел на финансиската консолидација, но и во дел на системската консолидација, оваа влада даде перформанс, даде додадена вредност и јас сум многу убеден, цврсто верувам во тоа, затоа што го гледам темпото и интензитетот на моите колеги, на претседателот Мицкоски, на сите чинители во рамки на владата, на кој начин пристапуваме кон надминување на проблемите и сум многу убеден дека Македонија чекаат многу побави денови во иднина. Министер Перински, ви благодарам за вечерашното искрено и отворено одговарање на се она што е од јавен интерес на граѓаните поставено преку моите прашања и ви благодарам и ве очекуваме многу брзо со нови и уште поголеми повисоки бројки на реализација. Благодарам на можноста. Почитувани, вам ви благодарам што сте нашата публика и се надевам не следите со доверба. Имајте убава вечер со Алфа и пријатно.